Без возачка дозвола прегази 79 годишна жена во центарот на Скопје и сега е во бегство. Полицијата издаде меѓународна потерница за 18 годишниот воzač и неговиот татко кои ја напуштиле државата по сообраќајната несреќа. Уапсени се и нивните помагачи. Несреќата се случи вчера околу 11:30 часот на улицата Народен фронт во Скопје. 18 годишното момче со Volkswagen Passat со скопски регистарски таблици, кој бил во сопственост на неговиот татко, удрил во 79 годишната жена, која подоцна почина од здобиените повреди. Тој не се обидел да ја помогне на жената, туку веднаш со автомобилот избегал. Полицијата преку камерите на Безбеден град и дополнителни проверки на камерите на околните објекти, како и изјави на сведоци, утврдиле дека Пасатот е во сопственост на 45 годишниот татко на момчето. Возилото полицијата го пронашла пред домот на неговиот сопственик, но таму не ги нашла таткото и синот, туку друго 69 годишно лице кое било однесено во станица на разговор. Полицијата тогаш утврдила дека тие во текот на вчерашниот ден избегале од државата со помош на 45 и 53 годишно лице со друг автомобил од марката Мерцедес. Утврдено е дека возачот СС и неговиот татко БС со помош на ШП и АЈ од Скопје ја напуштиле државата во текот на вчерашниот ден. ШП и АЈ се лишени од слобода и против нив е поднесена кривична пријава до Основното јавно обвинителство Скопје за сторено кривично дело, помагање на сторител во извршено кривично дело. Против момчето кое ја прегази жената е поднесена кривична пријава за тешки дела против безбедност на луѓето и имотот во сообраќајот и за неукажување помош на лице повредено во сообраќајна незгода. Казните за двете кривични дела за кои се сомничи момчето се движат од 1 до 10 години и од 3 месеци до 5 години. Нема видлива трага од сообраќајката по која вчера животот го загуби 79 годишна жена. Дождот денеска ги избриша, но допрва ќе се пишува казната за 18 годишното момче, кое не само што избега тука од местото на настанот, туку избега и од државата со помош на неговиот татко. Полицијата при тоа го пронашла и Мерцедесот кој синот и таткото го искористиле за бегство од државата. Одземени се и двете возила.